Декласифициран документ на американската тајна служба ЦИА за тоа дека Киро Глигоров во 90-тите години одбил грчка понуда од $100 милиони за да го смени името Република Македонија. Ги разбуди партиските духови кои како го променил старото уставно име во 2018-та и зошто не може да се врати. Владеачката ВМРО ДПМН повика на истрага за тоа дали било извршено како што велат национално предавство од тогашниот премиер и лидер на СДСМ Заев и неговиот наследник Филипче. Од СДСМ возвраќа дека ВМРО ДПМН во собранието располага со доволен број пратеници да направи уставни измени и да го врати старото државно име. По наредба на новиот директор на ЦИА Џон Ратклиф во текот на февруари агенцијата декласифицираше 30 на документи под изговор дека не ги задоволувале критериумите за непристрасност и биле под политичко влијание на претходните администрации на САД. Меѓу овие документи се наоѓаат и 4 документи за Македонија поврзани со поранешниот претседател Киро Глигоров. 2 документа се негова биографија и действување во кои се споменува и обидот за подкуп за смена на името, додека другите 2 се однесуваат на неговиот обид за атентат.